Меѓународно право за животна средина, практика на Европскиот суд за човековите права. Европската конвенција за човековите права е создадена во 1950 година и представува најстариот регионален механизам за заштита на човековите права. Како механизам креиран од Советот на Европа като членка и нашата држава, преку својот основен текст и дополнителните 16 протоколи ги штити основните човекови права, како например правото на живот, правото на фер судење, правото на почитување на приватниот и семејниот живот и така натаму. Конвенцијата е ратификувана од нашата држава на 10 април 1997 година. Зошто е значаен Европскиот суд за човековите права? Тој најпрво е креиран согласно членот 19 од Европската конвенција за човековите права со цел обезбедување правилна примена на самата конвенција. При тоа судот, одлучувајќи по поднесените индивидуални жалби, го толкува правото на конвенцијата и создава нови стандарди и обврски за државите. Иако правото на животната средина не е изрично регулирано во конвенцијата, судот прашањата поврзани со животната средина најчесто ги разгледува низ призмата на членот 2, односно правото на живот, и членот 8, односно правото на почитување на приватниот и семејниот живот. Пресудите на Европскиот суд за човековите права се задолжителни за сите држави кои пристапиле кон неа, односно ја ратификувале самата конвенција. Иако можеби непостојана и дополнително треба да се зајакнува праксата на Европскиот суд во оваа сфера, сепак постојат неколку случаи кои се значени за оваа тема и од кои издвојуваме три во оваа презентација. Во случајот Онер Йилдиз против Турција, апликантот живеел во дел од Истанбул кој бил опкружен со депонија. Иако во 1991 година било изготвено истражување кој упатува дека депонијата не ги исполнува законските правила и представува ризик по здравјето, особено поради можноста за експлозија од наталожениот метод од отпадот, сепак властите не презеле никакви мерки. Во април 1993 година се случила експлозија на метанот, при што биле уништени 10 куќи, вклучувајќи и куќата на апликантот, и загинале 9 негови родни. Двајца градоначалници биле кривично осудени со парична казна поради непреземање мерки за превенирање на експлозијата. Турските судови му досудиле на апликантот надомесна нематеријална и материјална штета, но не ги зеле предвид сите негови барања кои ги истакнал во постапките. Разгледувајќи го овој случај, Европскиот суд за човековите права заклучил дека турските власти не направиле се што е во нивна моќ со цел да го спречат настанувањето на експлозијата, односно не било постапено по наудите од истражувањето од 1991 година, ниту пак ги информирале граѓаните за ризиците од живеењето во околината на депонијата. При тоа постапката за кривична одговорност на градоначалниците не била поставена за утврдување нивна одговорност за загубените животи, туку за пропуштање на действијата кои тие требале да ги спроведат. Времетраењето на постапката за надомесна штета на апликантот, која траела повеќе од 4 години, и фактот дека на крајот, иако досудена, таа не му била исплатена, придонесува кон заклучокот дека не може да стане збор за соодветно надоместување на штетата во рамки на барањата од членот 2. Државите имаат обврска да воспостават законски и административна рамка која ќе предвиди соодветни постапки, земајќи ги предвид техничките аспекти на активностите, кои ќе овозможат детектирање на недостатоците на тековните процеси и детектирање на грешки сторени од одговорните лица на различни нивоа. Истовремено, во случаи каде се изгубени човечки животи и би можела да се доведе во прашање одговорноста на државата, таа има обврска да воспостави судска или друга контрола со цел да обезбеди доследно спроведување на правната и административна рамка за заштита на правото на живот, а евентуалното нејзино прекршување да резултира со казнување на одговорните лица. Условот за ефективен судски систем не мора секогаш да значи постоење на кривична постапка, туку истиот може да биде исполнет и преку постоење на други постапки. Државите се должни со особено внимание и навремено да започнат и спроведат истрага, која прво ќе ги процени околностите под кои се случил инцидентот и евентуалните недостатоци во функционирање на системот, и второ, идентификација на државните службеници или власти кои биле вклучени во официјално својство во редоследот на настаните. Обврските од членот 2 од конвенцијата бараат постапките во целост, вклучувајќи ги тука и судските постапки, да ја задоволат позитивната обврска која државата ја има за правна заштита на правото на живот. Државата преку истражувањето од 1991 година знаела или требала да знае за реалната и итна закана на депонијата за лицата кои живеат во област. Во таа насока таа имала позитивна обврска да преземе превентивни оперативни мерки кои би биле неопходни и доволни за да се заштитат граѓаните, особено поради тоа што државата ја воспоставила депонијата и ја дозволила нејзината работа.
Разгледувајќи го правото на граѓаните да бидат информирани, судот утврдил дека државата не преземала мерки за да обезбеди информации на граѓаните преку кои тие би можеле да ги проценат ризиците од нивните одлуки, односно нивната одлука да живеат во таа област. Сепак судот смета дека дури и државата да го испочитувала ова право на информирање, сепак поради отсуството на преземањето на други мерки, тоа не би било доволно за да се каже дека државата нема одговорност од аспект на членот 2. Зошто оваа пресуда е значајна? Пред се поради тоа што судот во овој случај утврдил дека државата го повредила членот 2, односно правото на живот. При тоа ситуацијата во која постоечката правна рамка според која депонијата била воспоставена и било дозволено да работи, иако истата не ги исполнувала сите законски услови, а при тоа изостанувала реакција од државата во оваа насока, е спротивна на стандардите за членот 2. Иако воспоставеното кривично законодавство во Турција теоретски дава можност за заштита на правото на живот, тоа во пракса не е ефикасно. Наведувањето на смртта на граѓаните само како факт во кривичната пресуда, а не во насока на утврдување на одговорноста за нивната смрт кај одговорните лица и осудата и нивната осуда на парична казна не се доволни за да се каже дека турскиот систем обезбедува ефикасна заштита на правото на живот. Во случајот Гуера и други против Италија, апликантите живееле во градот Манфредонија, кој се наоѓа на оддалеченост од 1 километар од хемиска фабрика која произведувала ѓубриво и капролакта. Фабриката испуштала опасни материи, вклучувајќи азот оксид, амонијак, арсен триоксид и запалив газ, кој би можел да доведе до експлозија. Локалните атмосферски услови во градот ја носеле емисијата директно над него. Врз основа на стандардите на ЕУ за заштита на популацијата од големи индустријски хаварии, фабриката била квалификувана со висок ризик, но била квалификувана и како опасна фабрика. Иако државата носела заклучоци врз основа на интерните извештаи на фабриката, тие не биле јавно објавувани. Дополнително не била почитувана обврската за информирање на локалното население за хемиската фабрика, вклучувајќи ги тука и мерките за заштита и плановите во случај на незгоди. Ваквите информации биле објавени дури во 1994 година, кога фабриката престанала да произведува ѓубриво и капролакт. Што судот нашол при разгледа на односно утврдил при разгледување на овој случај, тој вели дека иако суштината на членот 8 е заштита на поединците од арбитрерно прекршување на нивното право од страна на државните власти, тоа не значи дека државите имаат обврска само да се воздржат од вакви прекршувања, односно може да стане збор и за позитивна обврска на државата во насока на ефективно почитување на правото на приватен и семеен живот. Значајното загадување на животната средина може да влијае на благосостојбата на граѓаните и да ги спречи да го уживаат правото на приватност на личниот и семејниот живот. Фактот што граѓаните на Манфредонија немале можност да ги проценат ризиците на кои се изложени, поради тоа што информациите за ефектите на фабриката биле објавени дури во 1994 година, односно по запирањето на производството на ѓубривото, не го исполнува условот со кој државата би исполнила својата обврска да го заштити уживањето на правото на приватен и семеен живот на апликантите. Зошто е значајна оваа пресуда? Најпрво затоа што Европскиот суд за човековите права утврдил дека државата го прекршила членот 8 од конвенцијата, односно правото на почитување на приватниот и семејниот живот. При тоа, судот го поврзал зголеменото загадување со можноста за уживање на правото на приватност на личниот и семејниот живот. При тоа, судот воспоставил позитивна обврска за државите низ призма на членот 8, односно државите се должни да обезбедат информации преку кои граѓаните би можеле да го проценат ризикот од состојбите. Во случајот Лопес Олстра против Шпанија, апликантката живеела во градот Лорка на само 12 метри од постојка за третирање на течен и цврст отпад, која во јули 1988 година работела без соодветна дозвола. Незгода во постојката довела до течење на газ, непријатни мириси и други проблеми со животната средина, кои доведе до разните глоби и здравствени проблеми, па дури и евакуација на градот од јули до септември 1988 година. Иако властите по незгодата забраниле неколку од активностите на постојката, сепак различни експерти сведочеле дека нивоата на некои загадувачки материи се уште високи. Ваквите загадувачки материи биле поврзани со здравствени проблеми на ќерката на апликантката. Иако административниот суд наложил постојката да биде затворена се додека не добие соодветна дозвола за работа, ваквата одлука била обжалена и се уште не е донесена одлука од Врховниот суд. Неуспешни били и другите обиди за судски постапки. При
разгледување на овој случај, Европскиот суд за човековите права утврдил дека сериозното загадување на животната средина може да влие на благосостојбата на поединците и да ги спречи да го уживаат правото на приватниот и семејниот живот и покрај недостатокот на сериозно загрозување на нивното здраве. Иако државата има одредена маргина на слободна проценка, таа мора да воспостави баланс помеѓу интересите на поединците и интересите на општеството. Државата теоретски немала директна одговорност за емисиите, но сепак градот дозволил ваквата постојка да биде изградена на нејзиното подрачје и државата ја субвенционирала изградбата на постојката. Советот на општината реагирал на времено кога без дополнителен надомест ги евакуирал граѓаните во трајање од 3 месеци и забранил една од активностите на постојката. Но не може да се каже дека тие не биле информирани дека проблемите со животната средина продолжиле да се манифестираат и по ваквата забрана. Ова било дополнително потврдено со извештајот на Агенцијата за животна средина, со извештајот на Агенцијата за животна средина и природа од 1989-та, како и со вештачењата од 1991-та, 1992-та и 1993-та година. Судот имал предвид дека општината не ги презела соодветните мерки по 9 септември 1988 година, но и се противила на судските одлуки, односно ја обжалила одлуката на административниот суд со која била наложено привремено затворање на постојката. Како резултат на оваа поднесена жалба, ваквата одлука била поништена. Постапувањето и на другите државни органи донесувале за одложување на извршувањето на судските одлуки. Она што е значено во оваа пресуда е тоа дека судот утврдил повреда на членот 8 од Европската конвенција за човековите права. При тоа тој утврдил дека иако нема сериозно загрозување на здравјето, сепак загадувањето на животната средина може да влијае на уживањето на правото на почитување на приватниот и семејниот живот. Постоењето на проблеми со животната средина кои влијаат на уживањето на правата може да имаат првенство во однос на економските интереси. Иако државата преземала соодветни мерки на почетокот на загадувањето, сепак тие треба да траат се додека трае и опасноста за уживање на правата како резултат од загадувањето на животната средина.